Значи јас само кажав кој во моментот го води тоа обвинителство и има мандат. Јас не ја предложив Вилма Русковска за шеф. Знаете како, не ми се допаѓаше и мене Вилма Русковска во едно време, пред 5, 7, 9 години. Кој ме прашува мене? За ова работа или опозицијата или било кој? Обвинителите ги бира Совет на обвинители, нека се конкурираат таму сите. Секој обвинител, внатре во секој обвинителство е самостоен во истрагата, субординацијата и координацијата постои по устав и тој се консултира со своите шефови. Секако секој обвинител со својот шеф, секој шеф со државниот обвинител и тоа е многу нормален процес кој што постои во сите држави. Уште еднаш напоменувам, решението кое што ВМРО ДПМН го бараше и на писмено го има барано во сите овие работни групи беше да се откажеме во обстојувањето на самостојност на специјалното јавно обвинителство и во идниот период. Да не биде посебно оделение, туку треба да го припоиме на веќе постојното оделение за организиран криминал и корупција. Го прифативме тоа и го направивме тоа. Така да, јас верувам дека имаме решение, верувам дека овие денови веќе ги отвориме дебатите и навистина треба сите да вака кога знаеме да бидеме со отстапки едни меѓу други, да ја учиниме на државата. Да ја помогнеме на државата и ова прашање да го тргнеме од дневниот ред. Секако секој пат одредени слабости било кој закон ако ги има. Секој пратеник може да ги отвори. Секој граѓанин може јавно да ги апелира, па можеме да поправиме, да отстраниме или слично. Но навремено законот треба да го донесеме, а ако ја сакаме на сигурно Република Северна Македонија во патот за нејзиниот евроинтеграцијски процес. Да, прв пат слушам. Веројатно министерката за правда како изработувач ќе ви каже што е. Нашиот јавно-обвинителски систем на исти полуги ќе продолжи да темели. Значи, предистражна постапка, истражна постапка, обвинителни акти, отфрлање на кривична пријава или слично, така да истиот системот, тоа е дефинирано во материјалното право, кривичното законодавство, законот за кривична постапка и сите други закони. Немаме таква намера, тама работа, некоја игра на зборови да биде скриена. Нема тајни во државата. Гледате дека се знае, позициите дури и до ден денеска не се јасни, но јас гледам дека се приближуваат и дека можеме. Точно е дека прифативме голем дел од препораките од опозицијата. Се гледа тоа. И уште еднаш да појаснам, за да може да најдеме решение во кое што сите ќе успеат да кажат дека се победници во функција на своите аргументации, навистина правиме припојување на специјалното јавно обвинителство кон постојното обвинителство за организиран криминал, кое што го менува своето име и за висока корупција и нема потреба да седат Заев и Мицковски сега да бират обвинители, па дали ќе го најдат човекот, па постои ли воопшто личност која што ќе ја најдеме. Јавно обвинителскиот систем ќе продолжи да се бира онака како што се бирал. Согласно уставот, тоа е јавно обвинителски совет. Сите обвинители имат свој мандат, имат право да бидат реизбрани, имат право да конкурират, имат право да не бидат избрани и слично, така да на тој начин политиката малку понастрана, да изработи доволни решенија за да може да успееме во процесите.